заповядайте се ваше излагане. Благодарам, председателя. Прво благодарам на председател на Общинската изборна комисија Владимир за поканата на овој состанок. Благодарам за сите овде учесници, организатори и помагачи во изборниот процес. Ваквиот состанок оценувам како позитивен процес за познавање на дел од законските норми и обврски и информирање на нашите членови и активисти, подржувачи како да се пристапи кон процесот на гласање во ваква воредна или невообичаена состанок. Сакам да се заблагодарам на граѓаните кои што одвоија време да не изслушаат сите политички партии кои што действуваме на територија на општина Делчево, да ги слушнат нашите програми, нашите идеи, нашите цели за воиднина, одвоихте време и пред се нотиравте дека кај граѓаните постои позитивно расположение, атмосферата е мирна и стабилна и очекуваме дека како што до сега избирачкиот процес, односно изборната кампања мирува по добар ред, така ќе заврши и на 15 јули. Освен тие два инциденти за кои што веќе говоревте, според и граѓаните и нас исценирани од страна на опозицијската партија, на терен работата беше најнормална од страна на активистите на СДСМ. Граѓаните мислам дека тоа добро го нотираат, јас би само нотирал во тој дел и не би должел повеќе. Ако веќе кој како ги почитува законските нормативи и како ги почитува институциите, носењето на партиски амблеми во државни институции доволно покажува како ВМРО ДПМН ги почитува институциите, ги почитува лицата кои што работат во институциите и де факто како го почитува изборниот процес, односно никако. Ние денес седиме во просториите на МВР, а имаме представник од опозицијата со обележие на својата партија. Вчера истото се случи во просториите на Центарот за култура или локалната самоуправа при обуките за членови и заменици членови на избирачките одбори. Во тој дел ние СДСМ како одговорна партија, покажавме дека ги почитуваме мерките, покажавме дека сакаме да ги заштитиме граѓаните и во тој дел не можам да најдам мана и кај опозициониот блок. Мислам дека Општинската изборна комисија, како што каже председателот, веќе ова им е пети изборен циклус, многу добро ја знаат работата и мислам дека во овие воредни услови на гласање нема да има проблеми. Искуството на присутните исто тоа го потврдува и мислам дека како што и до сега и така до крајот на кампањата изборниот процес ќе помине во најдобар ред. За крај би сакал да ги повикам сите граѓани, масовно на денот на гласање на 15 јули, слободно да изразат на гласачките места, слободумно да се изразат својата волја и да ја изберат онаа опција за која што мислат дека ќе ја води државата напред и ќе ја води кон европските интеграции и НАТО безбедност. Благодарам.